Почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, дојде денот кога во една траурна атмосфера, би рекол, дебатираме за една пцовка, додека ни се спрема нов преспански и ново предавство од страна на владата. Ние дебатираме за пцовката на Талат Џафери. Знаејќи ја неговиот абитус, мислев дека кукавички ќе дезертира и овој пат, бидејќи првата интерпелација ја чуваше во фиока, втор пат не се појави на етичкиот кодекс, но ете претседателот Џафери собра храброст да се соочи со нас пратениците. Марк Твен има кажано: кога си луд, изброј до 5, кога си луд, пцуј. Јас најмалце му земам на претседателот за зло тоа што пцуел. Меѓутоа, кога ќе ме прашаат што толку ви смета кај Џафери, често знам да кажам дека претседателот Џафери е жива подвижна енциклопедија за ексцеси и преседани, и после него многу преседани ќе бидат отворени во раководењето со овој парламент. Кога треба да почнам за суштинските недоследности кои претседателот ги прави сиве овие години, се чувствувам стварно како комарец на нудистичка плажа, не знам од кај да почнам со апење. Еве ќе почнам од една испровоцирана негова изјава, кога го во неговата апологија кон фрлањето филџани кон колегите, вели: ако пратениците си седеа на своите места, немаше да има проблеми. Почитувам председателе, ако пратениците си седеа на своите места, ни вие немаше да бидете председател, затоа што сите знаеме како сте избрани, стоечки со акламација како антички македонски крал. И од тука така ги бирале нашите кралеви, од тука е тоа ваше монархистичко понашање кога раководите соседниците. Следното за кое што ви замеруваме е систематското гушење на парламентарна контрола. Значи, собранието стана печатница на лоши владини закони. Опозицијските општи акти се чуваат во фиока, како нашата декларација која 2 години не може да дојде на дебата. Интерпелациите на министрите се чуваат во фиока, не се процесуирани. Па оди дотаму што до тоа е девалвирано собранието, што јавните функционери не ни идат на пратенички прашања. Значи, кога ќе ги викнеме овие кои ние ги поставуваме и кои одговараат пред нас, ни праќаат заменици, втор, трет ешалон, и затоа вие вештачки го одржувате тој Жан Моне процес на апарати за дишење, за да имате широк простор на креативно, екстензивно толкување, манипулации и алиби за сето она што го правите. Тоа што Дуи го продава во албанскиот електорат, дека сте првиот албанец председател спикер, тоа не е вистина. Вие не сте првиот албанец председател на собранието. И гледам сите, па и колегите ВМРО-вци бегаат од етнички теми. Јас не бегам од етнички теми. Кога ќе имаме граѓански устав, можеме да зборуваме граѓански. Ние имаме етно-трибалистички устав и не можеме да бегаме од етничките теми. Не го заборавајте Неџата, голиот дебар, не го заборавајте Вулнет Старова, кој што беше последниот председател пред осамостојувањето. Значи, но вие сте првиот председател, с оглед дали сте албанец или македонец, кој има најмногу кривични пријави за ултравирес акти, односно за пречекорување на службена положба и овластување. Еве сега ќе ви ги наведам. Прво, вие воведовте, за разлика од космодис демократијата на Џоле Иванов, вие воведовте скафандер демократија. Вие не постапивте според здравствените прописи за време на епидемија. Протоколот на кој што се повикувате предвидуваше само суспектен, а не заразен пратеник, и дека пратениците во куполата влегуваат последни, а не први. Сето тоа беше покриено со сегашната министерка, која тогаш беше инспекторат за труд, или како беше, па она ви направи некој записник кој што вие сте го проследиле до обвинителство за да ве ослободат. Следно, вие не го употребивте единствено службениот јазик во Брисел, со што направивте повреда на угледот на Република Македонија, казниво по член 178 од Кривичниот законник. Амандманот 5, македонскиот јазик го предвидува како единствен во меѓународните односи. Членот 2 од Законот за употреба на македонскиот јазик вели дека јазикот е духовно богатство од посебно културно-историско значење на Републиката и неговата употреба како службен јазик е право и должност на граѓаните на Републиката. Вие тоа не го употребите
во Брисел, си отидовте како да сте на приватна посета, направајќи дипломатски скандал, се збунија луѓето, не знаеја на кој јазик зборувате, преведувачот беше спремен да зборува и на крајот во сценариото кога председавачот рече денес се чувме на вој јазик се збореше на тој и рече и на македонски јазик, а не се збореше на македонски јазик таму. Едно, го прошверцувавте законот за државенство со европско знаменце и од тогаш почна процесот на злоупотреба на службена положба и овластување. Како што му поништивте на колегата Снопче, комисија анкетна која е уставен институт, по истото тоа ваше овластување требаше да го потребите и за сите закони кои се шверцуваат со европско знаменце. Следно, разрешувањето на колегата Зендели како член на комисија кој дојде директно на пленум. Кривично дело, несовесно работење во службата. Значи, не може за едни да има други правила, кога вас ви одговара да има трети правила. И на крајот, систематското несвикување пратенички прашања 9 месеци континуирано. Од 2 години мандат на ова собрание, 9 месеци немаме пратенички прашања. Тоа е саботажа на работата на собранието. И конечно, бидејќи ние не сме како колегите од ДПМН, туку таксативно ви водиме... ВМРО ДПМН, се извинувам. ВМРО ДПМН. Добро, ВМРО ДПМН. Ние сме... Сега ме прекина или? Можем да зборам. Значи, следно на кое што ќе обрнам внимание е таксативно да ви наброам каде безобзирно, каприциозно и силеџиски на моменти се однесувате, што ги охрабрувате вашите млади јастреби како колегата Арбер Адеми така да се однесуваат, бидејќи гледаат пример. Прво фрлање амандмани во ѓубре. До еден ден ви текна, не примам амандмани со С Македонија. На истиот деловник, на истите закони. 5 месеци примам, од утре не примам. Следно, објавувате закон без подпис од председател со фуснота, што е преседан, без преседан во досегашната историја. Следно, не дозволувате расправа по ветиран закон. Закон кој го вратил председателот по вето. Верификација на мандат на 8 пратеници. Се уште виси тој мандат заради тоа што го верификуваше верификациона комисија, иако деловникот бара да се верификува од комисија за деловнички мандатни имунитетни прашања. Следно, ние немаме одлука за постојани работни тела. 21 матично тело се уште се на диво, затоа што секој пленум, секој собраниски состав си носи таква одлука. Не давате процедурално веднаш штом го побараме. Туку вие темпирате кога ќе ни го дадете и го користат некој, особено колегата Јован од СДС, го користи за земање збор, па и колегата Мицевски од СДСМ и ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН го користи за го користат за да си дебатираат меѓу себе. Потоа, повлекување амандмани од неподносител. Не знам дали сте свесни каков е овој преседан кој го воведовте. Поднеле амандмани 10 колеги, еден ги повлекува во нивно име. Знаете колку е тоа опасно? Тоа е како да поднесе сега СДС предлог закон, јас да приклучам и да речам се повлекува предлог законот. Знаете колку е тоа опасен преседан? Потоа, бојкот на власта воведовте за седница за недоверба на влада. Го поништивте уставот на ова. Тоа значи дека утре кој да е власт, власт затоа што имаш мнозинство. Кога ќе се гласа доверба на влада, нема да дојде власта, нема никогаш да се гласа доверба на влада. Понатаму, ние заклучивте пленарната сала при гласање доверба. Тоа е директна узурпација на правото на говор на пратениците. Се излевавте и ја заклучивте салата кога требаше, кога го киднапира овој колега. Следно, поништивте седница на постојана анкетна комисија само за да не се зборува за Тетовската болница, за Беса Транс, за Дурмотурс. Понатаму, во Собраниево вееме туги знамиња. Не се почитува членот 2 од Уставот на Република Македонија. Суверенитетот е неделив, неоттугив и непренослив. Од тука само македонското знаме треба да стои тука. Не знамето на НАТО, не знамето на Знамето на НАТО не стои дури во земји членки на НАТО. Кажете ми пример еден од 30 земји членки на НАТО, каде што знамето на НАТО, на воена организација, стои во граѓански пленум. И на крајот, силуваната двојазичност која што го истиснува македонскиот јазик. Ние секогаш се плашиме од бугаризацијата на македонскиот јазик, но оваа провоцирана македонофобност која што е синоним за окупациона власт која што вие ја воведувате, а тоа е дека го прекршувате членот 3 став 4 од деловникот на што
Многу пати сум ви укажал и на координација и тука. Значи, вели пратеник кој е избран или именуван функционер, кој говори на јазик различен од македонскиот, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Материјалите навремено ги добива, односно ги доставува на неговиот јазик и писмо, за да послужат. Значи, како што ви кажа Венецијанската комисија, тоа што е право на пратеникот не е обврска на спасението. Пратениците можат да зборуваат, но ние не сме должни да трпиме две